По 7 години ќе се врши испитување на бруцелоза кај добитокот. Од масовната вакцинација која беше спроведена во 2008, сточарите немаат можност да го проверат својот добиток. Од тогаш па наому, ние како општина Штип и Карбинци немаме земено ни една крвна проба за која можеме да потврдиме за самиот статус на животните на територијата на општина Штип и Карбинци. Значи, оваа година се стекнуваме со право да кај сите држатели, конкретно за општина Карбинци, ќе бидат испитани сите овци и кози на тој дел, подплачковичкиот и низинскиот дел од делот на општина Карбинци. Спроведувањето на оваа анализа има големо значење и многу придобивки за сточарите. Забраната која беше на сила од 2008 година околу тргувањето со животните, што значи продажбата и излегување на пазарите, за оваа група на сточари беше децидно забранета. Оваа година верувам дека по самите извршени анализи ќе бидат слободни на продажба како во пазарите, така и во другите општини каде што имаат можности да ги носат за продажба. Станува збор за една од најраспространетите болести кај овците во источниот регион, особено во делот на подплачковичките села во Штипскиот и Редовишкиот дел. Ова беше причина истата во голем процент да се расшири кај луѓето. Редовните вакцини и едукацијата придонесува за намалување на бројот на инфецирани луѓе со бруцелоза. Предпоставка е дека истото се случило и кај животните, но тоа со сигурност ќе се знае по завршување на контролите. Инаку бруцелозата е зооноза, која е опасна и за животните и за луѓето. Има тешка клиничка слика, а лекувањето во болнички услови трае и до 2 месеци, пошто болеста се следи со години. Се пренесува преку контакт со заболено животно или преку консумирање на недоволно термички обработено месо или неферментирано сирење.